миризливи планински цветиња, нискостеблеста вегетација и живописен релјеф, пейсаж на некогашното Мавровско поле, распространето на 1370 хектари. Долина на која како да и било судено да се претвори во езеро. Токму тоа почнало да се случува во 1947 година, кога тогашните власти започнале со испитување на почвата на Мавровското поле. Резултатите покажале дека местото некогаш било езеро и оти може повторно да биде езеро, овој пат вештачко и со посебна намена. Во проектите на власта од поранешната Федеративна Народна Република Југославија, приоритет на земјата било обнова на разурнатите градови и села во Втората светска војна. Со првиот 5-годишен план за развој на стопанството, тогаш познатите петолетки биле предвидени и чекори за електрификација на земјата и изградба на неколку хидроенергетски објекти. Беше тоа многу одамна. Ја бев гимназијалец, 6 клас и во Кавадарци се организира една акција за доброволно учество во работни бригади. Меѓутоа, Кавадарци, пошто спаѓаше под Тито-Велешко околје, се формира една бригада на Тито-Велешкиот регион, Неготино, Кавадарци, Велеси и други. Ја бев прв пат учесник со 16-17 години на таа работна акција. И Сојузната влада тогаш донесе програма за изградба, обнова и изградба на разрушената земја. Секоја република си правеше сегменти своји и се створија програми за изградба на капитални објекти. Аутопатишта, патишта, железници, хидроцентрали, затоа што на Македонија и недостасуваше струја во таа време. И се отпочна акцијата, во програмата влезе акцијата изградба на Мавровските хидроцентрали. Железна арматура. Таа се вградува во фундаментите од машините, во столбовите и кранските носачи. Се тоа треба да обезбеди стабилност во работата на машините без појавување на ризични потреси. За истата цел се бетонираат и рачните и анкерските блокови. Тогашната народна власт барала енергетскиот објект да се гради колку што е можно поблиску до Скопје, бидејќи како индустријски центар градот би имал најмногу потреба за струја. Поради тоа се разгледувал и предлогот за изградба на уште една централа на реката Треска, кај Матка, но поради тешките градежни услови и непристапноста на теренот, таа идеја набрзо отпаднала. Експертите биле ангажирани за изградба на хидроцентралите Маврово. За прв пат, идејата за Мавровскиот систем била покрената уште во 30-тите години на 20-тиот век, но властите на тогашна кралска Југославија не биле заинтересирани да го изградат. Се оценило дека произведената електрична енергија ќе нема кој да ја користи, бидејќи во тоа време речиси и да немало индустријски објекти во регионот. Но времињата се смениле и пролетта 1948 година официјално започнал еден од најкрупните електроенергетски зафати во тоа време во Македонија. Траел цели 13 години. За овој период биле подигнати голем број објекти, а позначајни се тунелот Влајница, сифонот Дув, каверната Вруток, браната Маврово, доводите Горна Радика, Беличица, Долно Јеловце и многу други. Мавровските хидроцентрали Вруток, Врбен и Равен со вкупна акумулација од безмалку 300 милиони метри кубни вода се вбројуваат меѓу најголемите и најсложени системи на балканските простори изградени во тоа време.
Системот се состои од 3 хидроцентрали со вкупно 9 агрегати, со инсталирана сила од 200 мегавати. Во изградбата учествувале 46.000 работници од 30 работни колективи, како и околу 15.000 младинци во младинските работни акции Маврово 48 и Маврово 52. Експертите требало да најдат технички решенија за изградба на доводни канали, тунели и цевководи за да се соберат сите води од Кораб, Шарпланина и Бистра, за да се влеваат во новата акумулација во Мавровското поле. Некои од учесниците во градежните активности и денес одлично се сеќаваат на моментите кога мавровските ридишта ечеле од минирањето на карпите на Бистра и Шара. И сега ние како доброволци отидовме у Маврово и горе не сместија на водостан, така наречено подрачје, направени бараки, женските учеснички во женска барака, ние во машка барака. Меѓутоа, живеевме комплетен логорски живот, со програми, со културно-забавна програма. Преко ден работевме, од 6 сат станувавме, работевме на изградба на патишта до така наречената позиција водостан. Тоа е горе високо над езерото. И зашто? Затоа што градежната оператива по тие патишта мораше да носи материјал за да го изгради тој пункт горе за препумпавање на вода од езерото, па од тамо да иде во турбините. Vrsta железна арматура. Таа се вградува во фундаментите од машините, во столбовите и кранските носачи. Се тоа треба да обезбеди стабилност во работата на машините без појавување на ризични потреси. За истата цел се бетонираат и рачните и анкерските блокови. Честопати, велат овие луѓе, во текот на работата се јавувале проблеми и препреки. Подземните води биле една од најчестите потешкотии кои ја намалувале ефикасноста во работењето. Механизација немало доволно, па за совладување на проблемите било потребно дополнителна ангажираност и напор од работниците. У 6 станувавме, се читаше дневна заповест, што ќе се работи, се одеше на миење, на доручак и лопатите или количките пред нас и на работа, до локацијата кај што требаше да се работи. Се работеше до 4 сат попладне, се враќавме исто така, уморени, неуморени и така. Вечера, спремање за вечера, пак се дигаше знамето пред вечер, се спушта се уствари знамето, са бајле се дигаше знамето и тоа беше целодневниот живот. Во изградба на објектите на грандиозниот систем биле вклучени младинци од сите републики и покрајни на тогашната ново создадена Федеративна Народна Република Југославија. Во април 1948 година младите со колички и лопати почнале да ја менуваат географската слика на падините на Шара и на Бистра. Идејата за овие стварањето на младински бригади беше младината да се покрене, да се организира, да фати еден правилен тек, оти паролата братство единство беше многу јака тогаш. Никој не прашуваше што си по националност, што си по струка и така натаму, меѓутоа друштвениот живот беше безпрекорен. На младинската акција таа година се вклучиле 9500 учесници, како и младинци од Пиринска Македонија, организирани од првата Пиринска бригада. 4 години подоцна, на Маврово повторно се зачуле бригадирските песни. Започнала младинската работна акција Маврово 52, во која учествувале околу 5000 младинци. Биле ангажирани во изградба на Мавровската брана, на Влезниот и на Беличкиот канал.
Работите на браната се изведувале со земја наместо со бетон, со што се заштедиле пари и се добил одличен квалитет на градбата. Во нејзината внатрешност биле изградени ходници и поставени различни мерни инструменти за следење на состојбата на самиот насип. Инженерот Јован Чаловски, поранешен раководител на службата за градежништво на хидроенергетскиот систем Маврово, и денес одлично се сеќава на секој катче од грандиозниот систем. Господин Јован, се наоѓаме во овој тунел кој што е сместен во самиот насип на браната. Да. Кон каде води овој тунел и што има на неговиот крај? Овој тунел не води до контролната галерија која излегува и од другата страна на браната. Значи, во контролната галерија постојат пиезометри контролни кои се мерат и пратат. Значи од исправноста на пиезометрите се тумачи дали е стабилна браната или не. А пиезометрите, дренажниот систем го контролисуваат дали функционираат исправно или не. Ако не функционира, ако дојде до затојување на дренажниот систем, значи оцедните води не може да се оцедат и ќе настане бубрење и не дојде катастрофа на браната. Во Мавровската брана биле вградени 550.000 кубни метри земја и камен, со вкупна тежина од над 1 милион тони. Насипот е долг 210 метри, широк 7 и висок 62 метри. Работите на неа завршиле пред пославата на денот на востанието против фашизмот на 11 октомври 1952 година, со што се создале услови за полнење на Мавровската котлина. Брзите планински води, скротени во канали и тунели, почнале да се собираат во новата акумулација. Како што растело нивото на водата, планинските миризливи цветиња постепено тонеле, заедно со целото Мавровско поле. А длабочините проголта и дел од црквата Свети Никола, една од најмистичните цркви во земјава што постојано го одушевува со својот изглед и со борбата за опстанок. Се наоѓа во самото Мавровско езеро и постојано предизвикува воздишки кај сите што ќе ги наведе патот на кај Маврово. Неодамна и престижниот весник Хафингтон Пост ја смести оваа црква на листата на најмистични верски објекти во светот. За црквата бил презентиран и проект за заживување, обнова и заштита. Пред да биде потопена, вредниот иконостас и другите предмети од внатрешноста биле изнесени и конзервирани. Црквата била изградена во 1850 година и конципирана со камбанарија и иконостас, изработен лично од Дичо Зограф, прочуен мајстор Зограф од селото Тресонче во малореканскиот крај кај Дебар. Од крајната северна точка, која се протега кај местноста Бунец, до крајната јужна точка, што завршува пред спортските игралишта во село Маврово, Мавровското езеро е најдолго – 10,5 километри. Најголемата широчина е 3 километри, од селото Леуново до потопениот пат на западниот брег. Најголемата длабочина на езерото изнесува 50 метри. Капацитетот на акумулацијата во Мавровското езеро е околу 300 милиони кубни метри вода. Најголема количина е регистрирана на 5 јули 1986 година со 250 милиони кубни метри. По изградбата на браната продолжиле работите на изградбата на трите хидроцентрали, како и на голем број други придружни објекти, канали, сифони, тунели. Првата етапа на изградбата траела цели 13 години.
Но како таа 13-ка да била предвесник дека во историјата на Мавровскиот систем ќе се пишуваат и неколку црни страници. Во првите денови на февруари 1956 година цела Македонија била зафатена со интензивни снежни врнежи. Вообичаено, снежната покривка била највисока во западните делови на земјава. Патниот сообраќај бил во прекин неколку денови, а дебелината на снежната покривка во Маврово надминувала 1 метар. Во подножјето на кораб таа била двојно повисока. Во прекин бил сообраќајот Гостивар Мавровјанови Дебар, како и телефонските врски. Целиот регион бил одсечен од светот. Ноќта помеѓу 10 и 11 февруари 1956 година морничав татнеж одекнал во Маврово. Огромна снежна лавина буквално ги корнела падините на кораб. Силниот тресок се разнел по кањонот на Радика, срамнувајќи ги со земја бараките на работничката населба во местноста Торбешки мост. Безпомошни во своите постели, белата смрт со себе однела 52 животи. Пред се работници на браната и локални жители. Од градителски колектив не беше прекинувана деноноќно се до оној ужасен час. Тие неуморно работеа за да се изгради големиот спроводник на водата што води до езерото, најважната артерија на Мавровскиот хидроенергетски систем. Под овие разурнати стреи се правеше биланс на дневниот откоп или се договараа луѓето за утрешниот ден. Се изготвуваа планови за навлегување во длабочините на карпите, а навечер се славеше успехот од работата. Но тоа траеше само до оној страотен час. Градителите основаат домови, заеднички живот. Слободното време го поминуваа во песна, во свиен ор, другарски средби и разговори. И се тоа дури разулавената снежна белина не ги загуши и занеме со радостите и животот. Луѓето чекаа плодот од работата скоро да го видат во вибрирањето на нивната светлост. Символите не пренесуваат на трагедијата вивната онаа разулавена ноќ на 11 февруари, оној фатален час кога над овие високи планински катови со канонада и писоци се спушти демоска фантастична завеса и во преграб на снежната смрт занеме десетици животи. Белиот фирн неочекувано се помати во стихија и виулици. Луѓето од сите страни на нашата земја, како што знаеа да се јават во сите судбоносни часови, низ белиот метеж поитаа напомош кон кораб. Утрото на 11 февруари сите младинци од селото Маврово биле мобилизирани да учествуваат во спасување на затрупаните лица. Група скијачи со воз од Скопје се упатиле за Гостивар, а оттаму со камиони до местноста Трница, каде што бил поставен штабот за спасување. Населението се одделуваше од преграб на снежната смрт. Ја напушташе сенката на демонската завеса надвисната над овој реон, што доаѓаше со новораздвижената белина. И во дните на тој општ напор да се спасат луѓето, од кораб до Скопје се протегна погребна поворка и плисна жалост низ целата земја. Грч, болка и должна почит се слеа во трепетливата солза, кога до нас мина немата поворка на ледените тела. Тоа беше тажно проштевање со неповратимото. Скапоцена загуба исчезната неочекувано во природната стихија. Ледените тела ја набабрија родната земја со десетици хумки што вечно ќе се паметат. Лавината не ги поштедила ниту селата во подножјето на кораб, Стрезимир и Штировица, каде што биле збришани десетина куќи.
Дел од преживеаните работници раскажувале дека по паѓањето на првата лавина некои луѓе ги напуштиле собите за да видат што се случува. Во тој миг се струполила нова и сите куќи биле срамнети до темел. Спасувањето, односно извлекувањето на телата од под снегот, траело 10 дена. Сите загинати лица биле извадени од длабочините на снежните наноси. Од тогаш па до денес, ваква природна катастрофа во поширокиот Мавровски регион никогаш повеќе не е регистрирана. И како сеќавање на нивниот лош ден, на нивното умирање, предпријатието во формирање тогаш од Хидроелектрани Маврово на 57 година во Гостивар организира прво трчање околу 30 км околу улиците со ски слободен стил, како сеќавање на загинатите од лавините. Потоа веќе од следната година се пресели околу езерото меморијалот, ali секоја година се одржува. И кога се направи Смучарскиот центар конечно и сега во задно време се држи меморијалот Мавровски на Бистра, на терените на Бистра. Во чест и за вечно сеќавање на загинатите, над езерото е изграден споменик, кој денеска представува едно од најважните знаменитости на Маврово. А една година по несреќата, на 27 мај 1957 година, од хидроелектричната централа Вруток потекле првите киловат часови електрична енергија. Беше голем празник за градителите и за населението од целиот западен регион на Македонија. Се сеќава нашиот соговорник. Системот во употреба го пуштил лично председателот Јосип Броз Тито. Па тој ден, 27. мај 1957 година, е свечено пуштена хидроелектраната Вруток со двата агрегата и на свечаното пуштање заправо ја пушти во погон другарот Тито од СФРЈ и кога се собрале после од пуштањето, приемниот састанок се одржал во оваа просторија и некако како тука другарот Тито бил седнат и сите други великани што биле од влада Македонија, од Југославија и така натаму. Хидроцентралата Вруток се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија, 7 километри од градот Гостивар. Тоа е најголема хидроцентрала во Македонија. Градена е во неколку етапи. Почетокот на градбата бил во 1947 година со одлука на македонската влада и траел цели 10 години. Оваа прва етапа завршила со пуштање во погон на два агрегата. Првиот во 1957 и вториот летото 1958 година. Третиот и четвртиот агрегат биле ставени во погон во 1973 година, кога завршила и втората фаза од изградбата. Тој период бил изграден и челичниот сифон ДУФ-2 и други дополнителни елементи. Втората фаза почнува во 1960 година со довршување на двата агрегата Вруток и доводните органи што биле од шарски води почнати се тогаш и завршена е до 73 година кога е и конечно завршена. 75 година имаше прослава, беа сите 4 агрегати на Вруток, значи пуштени и трите агрегати на Равен и двата агрегати на Врбен. И осим сливот од Горна Радика, каналите, се носеше вода и од шарски води, така, од сливот на Шар планина, кој е дугачок околу 65 километри. Хидроцентралата Вруток, заедно со целокупната електромашинска опрема, е сместена во празнина направена длабоко под земја. Големиот комуникацијски тунел, изграден во 50-тите години,
и натаму е во функција и во солидна состојба. Ние во моментот се наоѓаме во влезниот тунел од платото на електраната до машинската хала на електраната. Тука се наоѓаме негде, нели, како е предовито местото, од 0 до 50 метра или 70 метра над земја. И овај тунел е направен како опходен за градбата. И транспорт на целата хидромеханичка опрема и електроопрема е носена одавде. Гостивар имал пруга, Гостивар Вруток, затоа што не могле да се носат со никакви средства. И така да овај тунел представува, значи, влез во електраната. Вруток располага со 4 брзоодни пелтон турбини кои ги вртат роторите на генераторите со брзина од 500 вртежи во минута. Има 4 генератори, а секој од нив дава моќност од 37,5 мегавати. Представува еден вид централна фигура во системот на хидроцентралите Врбен, Вруток и Равен. Хидроцентралата Вруток е најголема од овие три, со вкупно инсталирана снага од 165,6 мегавати или по агрегат 41,4 мегавати инсталирана номинална снага. Следна електрана после хидроцентралата Вруток по инсталирана снага е хидроцентралата Равен со инсталирана снага од 21,6 мегавати или по три агрегати со инсталирана снага од 7,2 мегавати. Третата од нив или најмала и претходно овие две електрани иначе се акумулациони електрани, додека пак третата од нив или најмалата, електраната Врбен е проточна електрана со инсталирана снага од 12,8 мегавати или два агрегати со 6,4 мегавати. 6 километри северно од Мавровската акумулација се наоѓа хидроелектраната Врбен. За разлика од другите две централи, ова е проточен вид централа. Поставена е така што прво ги користи водите од Горнорадичкиот слив пред да бидат акумулирани во Мавровското езеро. Двата агрегати од оваа централа се пуштени во погон на 29 ноември 1959 година. Покрај сето ова научно испитано и предвидено, постојаната контрола е апсолутно нужна, и тоа од првиот вграден камен па се до дефинитивното оформување на зградата и помошните објекти. На доводот од Радика до хидроцентралата Врбен се изградени тунели и канали во должина од 24 километри. Сите овие тунели се пробивани низ тврди пластови стени, а потоа обложени со бетон и обезбедени од секакви евентуални загрозувања. Едновремено со градењето на хидроцентралата Равен се изведуваат и градежните работи на хидроцентралата Врбен. Електраната Равен се наоѓа околу 2 км низводно од хидроелектраната Вруток и ја користи водата која што веќе поминала низ турбините на централата Вруток. Тоа значи дека оваа централа нема сопствена акумулација, туку директно зависи од режимот на работата на хидроелектраната Вруток. Искористената вода преку подземен одводен тунел се испушта во регулираното корито на реката Вардар, откаде понатаму се користи за наводнување на Полошкото поле. Како што може да се забележи, Мавровскиот систем и денес представува најголем и најсложен систем на хидроелектрани во Република Македонија, а според многумина дури и на целиот Балкан. Значи, производството на струја започнува од најмалата хидроцентрала Врбен, која што со вода, значи се храни од доводот Горна Радика. Практично оваа хидроцентрала Врбен е проточна електрана, односно она што се собере низ каналите и низ дафатите од Горнорадичкиот слив се произведува во хидроцентралата Врбен. Истата таа вода се собира во акумулацијата Мавровско езеро.
Од акумулацијата Мавровско езеро, водата се користи за производство на електрична енергија во хидроцентралата Вруток и истата за производство на хидроцентралата Равен. Во исто време, рековме, по изградба на вториот дел од системот, 72-та, значи кога се доградиле во Вруток останатите два агрегати, во исто време е изграден и Шарскиот канал. Значи, истава ова вода се користи за производство на струја во Вруток. Купно капацитетот на Шарскиот канал максимално е 22,5 метри кубни вода, а до 36 метри кубни вода, затоа што имаме 4 агрегати по 9 метри кубни вода, тоа е 36. Се дополнува од Мавровската акумулација. Значи, кога имаме максимален довод од шар, целата таа вода ја користиме за производство во Вруток, а ако треба да работи со максимална снага електраната, тогаш дополнувањето до 36 метри кубни вода оди преку Мавровската акумулација. Доколку електраните не работат, тогаш водата целокупна што е од Шарскиот канал се носи во Мавровската акумулација. Практично овој систем овде работи двострано. Значи, и како доводна вода, ама и како полнење на акумулацијата со вода. И кога ќе ни биде потребно, тогаш ги користиме за производство во овие две електрани. По завршувањето на работата, водата истекува во реката Вартар. Целиот систем се состои од доводни тунели, цевководи и канали за вода со вкупна должина од 133 километри и пристапни патишта за наблюдување и одржување на објектите со вкупна должина од 167 километри. се протега во северозападниот дел на Република Македонија на површина од 513 километри квадратни. Важно е да се напомене дека акумулацијата има константен волумен, односно капацитетот на езерото и денес е ист и воопшто не е намален со таложење на атмосферски и на земјен талог. Акумулацијата е вршена контрола, снимено и во моето работење и сега. Нема воопште никакви губитоци од нанос, затоа што од непосредниот слив нема ерозии, нема пошументелње, а од овие доводни органи таложниците фино таложење вршат и да овде немаме никакво намалување за премината на водата во акумулација. Ветер во едрата на овој енергетски гигант биле неколкуте реставрации и ревитализации на дел од системите во хидроелектраните. Од далечната 57 година па до денес се извршени, поради долгиот век на експлоатација, се извршени неколку ревитализации или обнова на опремата и објектите во хидроцентрали Мавров. Прва и од поголем зафат е така наречената прва фаза на ревитализација, што е започната 1998 година, а завршила 2004 година, каде што е заменет дел од хидромеханичката опрема, машинската опрема, заменети се турбински кола, системот за возбуда, системот за управување. Во хидроцентрала Вруток. Во хидроцентрала Равен е извршена комплетна замена на статорите, а извршена и ревитализација на генераторите. По завршување на ова прва фаза на ревитализација, следи втората фаза на ревитализација, која е започната во 2012 година и за 18 месеци е завршена комплетно. Во ова втора фаза на ревитализација беше поделена на 11 лота или 11 дела, кои беа опфатени хидромеханичка опрема замена, како и замена на, односно ревитализација на градежни објекти и опрема, и исто така беше променет и комплетниот систем за мониторинг на брани. Како дел од ревитализацијата беше и надвишувањето на брана Леуново, со што добивме дополнителна количина на вода што може да се акумулира во акумулација Маврово за дополнително производство на 50 гигават часови електрична енергија. Придобивките од ревитализацијата на системите придонесле за зголемување на инсталираната снага за 18,3 мегавати, односно производство еквивалентно на уште една дополнителна хидроцентрала.
Според експертските проценки, со ревитализацијата на опремата и на постројките, векот на експлоатација им е продолжен за најмалку 40 години. Но она што познавачите посебно сакаат да го нагласат е нивната заложба за понатамошно надополнување на Мавровскиот систем со изградба на нови акумулации и производствени капацитети. Станува збор за идејата за изградба на акумулацијата Луково поле. Тоа е една исклучително важна инвестиција со што би се заокружил комплетно системот на хидроцентрали Маврово. Практично ќе бидат зафатени сите води од Корабскиот слив, со што ќе добиеме една изградба на една акумулација, тоа е акумулацијата Луково поле, со што хидроелектраната Врбен од проточна ќе премине на акумулациона електрана. Во исто време и целокупната вода што ќе имаме добиено дополнително од сливот, односно акумулацијата Луково поле, ќе може дополнително да се обработува во останатите хидроцентрали, односно Вруток и Равен, со што годишно ќе добиеме дополнително производство од речиси 100 гигават часови електрична енергија, што е некаде околу 20 до 25% изголемување на производството на хидроцентрали Маврово. Планираното производство за 2016 година е 307.500 мегават часови и веќе е во целост остварено. Од почетокот на експлоатацијата во 1957 година, во изминативе 50 на години хидроцентралите Вруток, Равен и Врбен произвеле вкупно 22.500.000 мегават часови. Најголемо производство во постоењето на хидросистемот Маврово е постигнато во 2010 година, кога биле произведени 803.000 мегават часови струја. Со моменталниот потенцијал во вкупната инсталираност на хидроекапацитетите во земјава, Мавровскиот електроенергетски систем учествува со високи 42%. Мавровското езеро денеска представува едно од најпознатите природни знаменитости на Македонија и нераскинлив дел од личната карта на